Се намалува бројот на пчеларите, но и на пчелните семејства во земјава. Причина се по неповолните климатски услови, слабата заинтересираност на помладите генерации да се занимаваат со пчеларење, но и недоволниот придонес на државата за одржување на оваа благородна дејност. Според традиционалните, но и професионалните пчелари, кои живеат исклучиво од оваа дејност, од пчеларството може да се екзистира, но потребна е голема одговорност за тоа што се работи за живи организми. Сега во овие последниве години, ама и последниве 10-15 години, пчелите доста знаат да се изгубат во сандаците, да ги снема едноставно да угинат. За млади пчелари е многу тежок. Почетокот треба да изода еден трнлив пат, тежок пат, значи пчеларството е благородна професија, меѓутоа е тешка и треба голема љубов, треба мерак. Генерално благородна, тешка професија, дискутабилно колку е профитабилна, меѓутоа благодарни сме ние на тоа, затоа што љубовта према нештото преовладува. Математика многу не правиме, така сопстојуваме. Поголемиот дел од активните пчелари велат дека тие главно ја продолжуваат семејната традиција, и тоа по неколку генерации. Но со предизвиците од новото време, тоа им станува се потешко. Нелојалната конкуренција со фалсификуван мед, субвенциите во висина од само 10 евра по пчелно семејство, пожарите, намалувањето на медоносната флора се само дел од проблемите со кои се соочуваат медопроизводителите. Во почетокот и пчеларите и да речам сточарите земавне по исто. Сега за едно јагне земјоделците земат и по 2000 денари, а за пчеларите останато е по 600 денари. И затоа бараме од државата да се зголеми субвенцијата, зашто тоа е еден од главните фактори за намалувањето и на пчеларите. Без тие субвенции не можеме и да обстанеме. Инаку денеска во Прилеп започна традиционалниот 16-ти поред саем на медот, кој ќе трае до 11 октомври.